Универзитетското радио УГД ФМ денеска имаше прилика да има драги гости, ученици од Крива Паланка и од Драгоманце, Кумановско. Малите деца има можност да видат што е универзитетско радио, да посетат како се подготвува една театарска представа и навистина убава можност да бидеме со децата кои што видоа интересни работи, се надевам. Разговараме со драги, односно Добри Јовевски, кој што е деленски наставник од Крива Паланка, од основното училиште Илинден и вклучен во проект кој што се реализира преку кој практично децата беа денеска. Добар ден во нашето студио, добре дојдовте. Прашам дали убаво се чувствувате и вие и децата еве на универзитетот Гоце Делчев и во радиото. Добар ден и благодарност за вашата љубезност и гостопримство во факултетот. И пред се мислам дека не учениците и наставниците кои што беа во оваа група од Основното училиште Илинден од Крива Паланка и Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце ужива во овие 2 часа додека следевме некои од активностите кои што се во тек и се реализираат на факултетот кај вас. Ми беше задоволство на мене и на моите колеги да бидеме во делот на фелата, на академската фела и да добиеме повратни информации, да направиме некое освежување на сите оние наши искуства од минатото кога сме биле студенти, кога сме ги собирале плодовите за да ги споделуваме со учениците додека ги образуваме. И мислам дека на големо задоволство и на наставниците и на учениците уживавме, повторно ќе кажам. Сега, повод за да бидеме ние гости тука кај вас е во овие 2 училишта кои што се вклучени во еден проект кој што се реализира преку Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор и USAID со читање до лидерство. Во овие 2 училишта се формирани 2 заедници за учење. Тоа се заедниците за учење на оделенските наставници од 1 до 5 оделение. И овие заедници за учење представуваат место или средина каде што се состануваме ние наставниците и разговараме за одредени активности кои што се спроведуваат во делот на реализирање на воспитно-образовниот процес кај учениците, но и како да се подобри квалитетот на наставниците во делот на презентирање на содржините. И тоа го работиме преку одредени акциони планови, а целта е за подобрување на јазичната писменост и математичките вештини кај учениците. Сега, за да тоа го се направиме ние, мора да бидеме соодветно образовани, за да се надоградуваме и да се усовршуваме во својата работа и да имаме нови техники, методи и пристапи во реализирање на содржините. Со задоволство учествуваат сите наставници кои што се од 2 училишта. Ние на еден начин направивме едно вмрежување помеѓу овие 2 училишта. На едното училиште ментор на училиштето во село Драгоманце Христијан Тодоровски Карпош сум јас ментор, а на Основното училиште Илинден од Крива Паланка ментор е Кирил Барбареев. И ние направивме напори да ги вмрежиме овие 2 училишта, овие 2 заедници за учење, каде што ќе можат преку соодветни активности да разменуваат искуства, да се надградуваат и всушност да направиме една поголема заедница за учење помеѓу овие 2 училишта. Но тенденцијата на нас ни е да направиме една поголема глобална заедница за учење каде што ќе можеме сите, секој од секого да учи. И учениците да учат од нас, но и ние да учиме од нив кои се нивните потреби, можеби тие ќе ни дадат некои добри, интересни насоки и пристапи како да реализираме одредени активности во сферата на воспитно-образовниот процес кај учениците. А повторно ќе кажам, целта е за подобрување на јазичната писменост и математичките вештини кај учениците. Како е примен овој начин на усовршување, едноставно на тој начин на образување на децата, па и на наставниците, кои што веќе рековте, од други училишта, дали има интерес за вклучување и проширување на таа мрежа? Да, па сега за почетокот мислам дека нешто на овие 2 заедници за учење изгледат како еден модел, како е добро и како е интересно, затоа што секој пат ние се врзуваме многу често, всушност се врзуваме за училницата и тука ги бараме сите продукти, сите активности ги реализираме тука во таа средина каде што ни представува наша средина за учење, тоа е училницата. Но
Многу е попримамно и по-добро кај учениците и оној визуелен дел кога ќе излезат, ќе видат некои работи, ќе научат едни од други. Значи многу работи се учат и надвор од средината каде што ние учиме и создаваме генерации на ученици. Токму така и денеска беше посетата, претпоставувам овде, видео нешто малку поинакво. Универзитет, факултет, универзитетско радио, така да веројатно убаво искуство за децата и за вас. Така, мислам дека сите ученици прв пат дојдоа да видат универзитет, факултет, нели, начин на кој што се подготвуваат идните наставници, како ќе работат со учениците, и тоа е интересно за нив, бидејќи и јас сега кога би се вратил на нивни години, да имало можност да ме доведат на такви институции да ги видам можностите и приликите, и би бил среќен и пресреќен во детскиот живот. Мислам дека и во очите на учениците се гледаше една возбуда, така љубопитство, што е тоа што се случува, па да си го малку по-пластично објасна терминот високо образование, универзитет, факултет, па има можност да го видат и ова студентско радио, да видат начин како се подготвува една а тоа е во сферата на медиумското образование, медиумска култура кај нас во нашата работа, да видат како се подготвуваат весниците, како се подготвува веб страната, информациите, наставите како се организираат за да бидат пласирани во медиумите, за да можат да допрат до етерот и до слушателите, можеби до нивните родители, и тие кога седнуваат навечер да гледат телевизија, да слушат радио, да знаат зад сето тоа што стои и како е тоа процедурата, како тоа се направено. Така, искрено се надевам дека учениците се задоволни со убави впечатоци ќе си одите оде. Вам ви благодарам за разговорот и верувам дека ќе воспоставиме соработка која што ќе оди и во друга насока со почесто присуство во програмата на Универзитетското радио. Ви благодарам многу. Уште еднаш и јас благодарам за вашето гостопримство.